Почитувани колеги пратеници, земав збор со цел да го проблематизирам институтот верификација кој што постои во нашиот деловник и во нашиот закон, за жал и во нашиот устав. Имено сметам дека институтот верификација на мандат е остаток од делегатскиот систем и нема потреба да постои. Впрочем, не заборавајте дека самите вие председателе направивте каша попара на почетокот со 8 пратеници кои што ги верификуваше верификациона комисија, која што според нашиот деловник е адхок комисија составена од 5 членови и таа ги верификува мандатите на првите матично избрани пратеници. Во 8 случаи, тоа е со колешката Славјанка Петровска, со колешката Снежана Калеска-Ванчева, со колешката Белкиса Зекири, колегата Зекир Рамчилович, колегата Бедри Фазли, Драгица Гевочанова, Фиснике Бектеши Шакири и колегата кој не ни е веќе колега Мирослав Богдановски. Вие направивте стратешка грешка, а тоа е дека наместо Комисијата за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, како што е сега случајот, која е друга комисија, составена од 9 члена, нивните мандати ги верификуваше верификационата комисија и со тоа им направивте проблем во понатамошното делување и еве жалбата до Виш управен суд. Ние отворивме управен спор против собранието и се уште се тужиме. Со самото тоа сакам да кажам дека има една проблематична одредба за која што верувам дека вие сте креатор, бидејќи вие сте духовниот татко на Законот за собрание, иако ние по устав не ни е дозволено да имаме закон за собрание, затоа што не сме Англија која нема устав па да имаме закон за собрание. Се што треба за собранието треба да е регулирано во уставот и во деловникот. Има еден спорен член, тоа е членот 5, кој вели дека ако не му го верификуваме ние мандатот на нашиот следен колега, тој нема право да биде пратеник. Кој ни го дава нас тоа право? И дали тоа не подложи на политичка манипулација понатаму? Што ако ние или мнозинството одлучи дека некој пратеник од опозицијата е проблематичен и не му го верификува мандатот, а народот му го дал мандатот? Значи, ние не го даваме мандатот на нашите колеги и од тука овој институт е одвишен и затоа за сега го третираме технички, што е добро, меѓутоа институтот е суштински, затоа што оваа проблематична одредба од член 5 од законот ние треба што побрзо да ја избришеме, значи да го измениме законот, ако веќе не го поништуваме целиот закон. Меѓутоа оваа проблематична одредба во иднина може да направи огромен политички спор во смисла дека опозицијата може да биде буквално десеткувана, затоа што ако не ни се свиѓа првиот, нема да му го изгласаме мандатот и тој нема да стане пратеник. Тоа е противуставна одредба која што постои во Законот за собрание. И со тоа ќе завршам, јас очекувам наредна верификација да биде после оставките на кандидатите за градоначалници, наши колеги, кои не успеаја да станат градоначалници. Имено римјаните имале еден курсус хонорум или ред на честа и тие велеле дека не можеш да бидеш претор ако не исполнуваш услови за едил. Бидејќи во нашиот политички систем пратеничката функција е над градоначалничката, овие пратеници, не знам, тука е колегата Коцик, не знам кои други беа кои се кандидираа, но не успеа, очекувам да си дадат оставки, затоа што тоа е редот на нештата. Кога не успевате, вие сте шитнале пратеничката функција практично, сте искористиле за друга функција и не успевате да се кандидирате да добиете таква функција. Ред е да си дадете оставка и да дојде другиот од вашата листа, затоа што вие не сте го исполниле ниту понискиот услов, односно доверба од граѓаните, па очекувам на следната седница да ги верификуваме и новите мандати после давањето оставки од овие наши колеги. Ви благодарам.